20 часот време е за централното издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се настаните кои го одбележаа денешниот ден. Одржана 19-та седница на Советот на Вардарски плански регион. Започнаа градежните активности за комплетно уредување на целосно запуштениот простор околу спомен костурницата во Неготино. Со одлука на Советот на општина Велес викендов продолжено работно време на угостителските објекти. На 19-та седница на Советот за развој на Вардарски плански регион беше презентирана соработката со Светска банка, како и условите за кредитирање кои се од особена важност за функционирањето на општините. Колешката Катерина Нацева ги има деталите за денешниот настан. Советот за развој на Вардарски плански регион на 19-та седница ја презентираше соработката со Светска банка и условите за кредитирање кои се од особено значење за функционирање на општините. Поволните каматни стапки овозможуваат општините полесно да ги реализираат своите проекти. Дел веќе од општините го имаат реализирано и го реализираат во текот на овој период дел од кредитот на Светската банка што е претходно одобрен. Знаете дека Велес како прва општина со фискален капацитет доби привилегија да биде корисник таков кредит, кај што се имплементирани одредени активности, меѓутоа ова исто така интересно за општините. Реализацијата на инфраструктурните проекти во општините кои се дел од овој плански регион многу често се благодарение на соработката со Центарот за развој на Вардарски плански регион. Сите тие проекти ќе одат стриктно за инфраструктура ќе бидат наменети, во соработка ќе одат преку Министерството за локална самоуправа и ние очекуваме со оглед на сите проекти што ги можеме да ги понудиме, да ги подготвиме во единиците на локална самоуправа, односно во нашите општини, тие проекти ќе ги доставиме, ќе ги аплицираме до Министерството и очекуваме дека во наредната година ќе имаме значителни добиени проекти каде што ќе можат општините од Вардарскиот регион да ги имплементираат во текот на 2017 година. Вардарскиот плански регион веќе ги подготвува проектите со кои ќе аплицира во Министерството за добивање средства за реализација на истите. Според Чадиев, за наредната година ресорното Министерство за локална самоуправа има многу поголем буџет, што за нив значи можност за добивање на поддршка на повеќе проекти. За задржување на транспарентноста на работата, Вардарскиот плански регион наскоро јавно ќе ги презентира сите проекти со кои ќе аплицира во Министерството за локална самоуправа. Започнаа градежните активности за комплетно уредување на целосно запуштениот простор околу спомен костурницата во Неготино. За реализација на проектот се обезбедени средства од општина Неготино, Центарот за развој на Вардарски плански регион, Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој во висина од околу 4 милиони денари. Се уредува и облагородува просторот од над 4 хектари околу културно-историското обележје спомен костурница во Неготино. Средствата се обезбедени од општина Неготино, Центарот за регионален развој на Вардарскиот плански регион, Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Ова е простор кој е запуштен повеќе, мислам дека неколку децени веќе, 2-3 децени. Тука, како што знаеме, инфраструктурата постои, од порано изградена, но луѓето не доаѓаат бидејќи нема никакви соодветни услови. Затоа ние планиравме заедно со Бирото за регионален развој преку Вардарскиот плански регион да внесеме неколку нови содржини, да го облагородиме овој простор. Значи да изградиме едно игралиште за одбојка на песок, едно игралиште за кошарка, неколку детски содржини каде што децата ќе можат тука да доаѓаат со
повозрастните, со родителите, со бабите, дедовците. Апостолов вели дека со завршувањето на целиот проект, граѓаните на Неготино ќе добијат уште едно пријатно катче каде слободното време во спортување, одмор и релаксација ќе можат да го минуваат сите заинтересирани граѓани. Планираме да ја изградиме целата инфраструктура на овие простори, значи патеки за рекреација, за трчање, за да може луѓето овој простор кој е повеќе од 4 хектари да го користат во текот на целиот период кога временските услови тоа го дозволуваат. Значи, овој простор од 4,5 километри остана запуштен толку време и сметам дека не заслужува Неготино да ние бидеме индолентни, да гледаме само како годините минуваат, а не се случува ништо. И затоа одлучивме, нас ни требаат повеќе зелени површини, повеќе паркови површини. На овој дел ќе биде донесена и технолошка вода од системот за наводнување на дворни површини, најави градоначалникот. Целокупната инвестиција чини околу 4 милиони денари. Полициска станица Свети Никола поднесе кривична пријава против 53-годишната Ива од Скопје, директор на јавно предпријатие за стопанисување со пасишта, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Кривична пријава против 53-годишната Ива од Скопје, директор на јавно предпријатие за стопанисување со пасишта од страна на полициската станица од општа надлежност Свети Николе, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата. Имено пријавената во 2014 година несовесно постапила во вршењето на своите овластувања, на тој начин што иако била должна поради неплатен надомест да го раскине склучениот договор за користење на пасиштето од 8.6.2006 година, кој бил склучен со двајца корисници, истиот не го раскинала, односно го раскинала само со едниот корисник, додека на вториот му овозможила да продолжи и понатаму со користењето на пасиштето. На овој начин, пријавената овозможила користење на пасиштето се до 36.2016 година, иако не бил подмирен вкупниот надоместок за користењето, кој заклучно со 2013 година изнесувал 75.000 денари. За време на деновите кога се одржува питијадата, работното време на угостителските објекти се продолжува за време од 2 часа. Оваа одлука на Советот на општина Велес се донесена по барање на угостителите. Со одлука на Советот на општина Велес, работното време на угостителските објекти од петок 7 до недела 9 октомври се продолжува за време од 2 часа. Оваа одлука е по барање на угостителите, а се со цел да им се испадне во пресрет на гостите и посетителите на фестивалот на виното и питата Велешка пита пастрамајлија. Инаку на 2 дена пред 13-тото издание на гурманската манифестација, организаторите со полни раце работа. Се поставува дополнително осветлување, а од утре веќе во Велес ќе се одвива и посебен сообраќаен режим. Бината на која ќе настапуваат естрадните уметници се очекува да започне да се поставува во текот на утрешниот ден, кога ќе започне и поставувањето на штандовите на винариите и угостителите. И годинава тие ќе бидат унифицирани. Во тек е пријавувањето за студентите кои сакаат бесплатно да подучуваат основци и средношколци. За психолозите овој проект на Министерството за образование и наука е од големо значење. Тие велат дека бенефитите се повеќекратни. Основците и средношколците кои имаат потешкоти во совладувањето на материја по одредени предмети, ќе имаат можност да добиваат помош од студент-тутор. За психолозите, овој проект е од големо значење. Бенефитите се повеќекратни, вели Сонја Пашовска. Прво за учениците, бенефитот би бил тоа што ќе имаат помош во совладување на материјал по одредени предмети, каде што имаат послаб успех или имаат потешкоти при совладувањето на наставниот материјал. Родителите секако би имале бенефит затоа што тоа е проект од социјален карактер, значи ќе добиваат бесплатна помош и подучување на своите деца.
Студентите би имале бенефит со тоа што еден студент може најмногу да биде тутор, подучувач на 4 предмети или на 4 ученици и тоа најмалку 1 час неделно. Комисија составена од представници од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, како и наставник од основно и средно училиште, ќе одлучуваат кои студенти ќе бидат тутори. Тие пак учениците ќе ги подучуваат во нивните домови и тоа најмногу по 4 предмети. Родителот или старателот сам ќе одлучува кој студент ќе го подучува ученикот. Подучувањето секако ќе значи помош, затоа што најмалку 1 час неделно, кога се работи со еден ученик, ќе му помогне во совладување на одредената материја. Инаку родителите можат да ги бираат туторите, ќе има на посебно мени во електронскиот дневник, така што во тоа мени ќе може секој родител да се избере наставник, студент тутор за своето дете. На Запад процесот на подучување на ученици од студенти тутори е вообичаена пракса. Резултатите се позитивни, а такви се очекува да бидат и кај нас. Вчера вечер во ликовниот салон во Велес по 9-ти пат се одржа интернационалната колонија Дрин. На изложбата беа представени 22 дела од врвни уметници од Македонија, Србија, Русија и Бугарија. По 9-ти пат во Велес се одржа интернационалната колонија Дрен. На изложбата беа представени 22 дела од масло и акрил на платно. Изложбата ја промовира Тони Чатлески, каде истакна дека делата се на 13 врвни уметници од Србија, Русија, Бугарија и Македонија. Оваа година с колонијата ја донесовме тука во Центарот за култура Марко Цепеков, затоа што создадовме услови, прекрасни услови за работа на уметниците и разликата меѓу просторот тука во Прилеп и во Дрен е тоа што во Дрен можеше единствено се одвива како сликарска колонија, а ние сакавме малку да трансформираме колонијата и да внесеме и нови медиуми при изработката. Ликовната колонија представува значен културен настан во Република Македонија, низ која поминале голем број врвни уметници. Ние сме стварно задоволни од она што оваа година се представи. Стварно имавме квалитетни уметници, имавме професори на факултети, видни уметници, посебно од Србија, исто така и од Република Македонија. И се надевам дека велешани ќе уживаат она што ќе увидат наредните, се надевам 2 недели. Ликовната колонија Дрен е под продукција на Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп. Во наредниот период колонијата ќе биде представена во повеќе градови во Македонија. Осум ученици од основното општинско училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци под менторство на еден наставник од училиштето се дел од интеркултурната размена на Фондацијата Песталоци од Швајцарија. Учениците достојно го презентираа училиштето и градот пред учесниците од другите европски земји. 8 ученици од Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци под менторство на еден наставник од училиштето веќе престојуваат во седиштето на Фондацијата Песталоци Троге, Швајцарија, во рамки на интеркултурната размена во оваа држава. Тие заедно со ученици од другите европски земји ќе бидат дел од оваа размена и преку учество на голем број работилници, обуки и директни контакти ќе стекнуваат сознанија за други култури и народи. Оваа размена има за цел младите луѓе да се здобијат и стекнат со вештини и знаења, како и да научат за принципите на меѓукултурниот диалог и комуникацијата, потоа да ја промовираат интеркултурната комуникација, различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите од различни култури, како и да работат на промоција на детските права. Заедничкото живење, активностите и интеркултурната размена, кои се дел од активностите на овој проект, имаат за цел да обезбедат квалитетно интеркултурно искуство на младите. Учениците достојно го презентираа училиштето и градот пред учесниците и едукаторите на размената од другите европски земји и ги запознаа со главните карактеристики на училиштето и регионот. По подпишувањето на меморандумот за соработка од страна на директорката на училиштето Ѓургица Алексова и представници на коалицијата Сега, заеднички се спроведуваат неколку проекти како Дете правобранител, индикатори за остварување на правата на детето во образованието, преку кои учениците се запознаваат со своите права и се подигнува свеста за нивната оствареност.
натпревареност. Започнува процесот за целосна исплата на оштетените лица од поплавите. Во Скопската касарна Илинден денеска свечено беше отворено постојаното седиште на балканските медицински наменски сили, составени од припадници на армиите на 6 земји. Од утре отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, вести од земјава. Започнува процесот за целосна исплата на оштетените лица од поплавите. Оваа одлука владата ја донесе на последната седница. Исплатата ќе се реализира во неколку транши. Со првата транша вредна 118 милиони динари ќе бидат опфатени 947 предмети или 25% од засега утврдените 4000, соопшти владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Вако вид на исплати, кои што се во висина од 100% од проценетата штета, прават многу мал број на земји во светот. И токму тој факт е централна суштина и фокус на овој процес. Овој факт е погрешно или пак некоректно да се минимизира или пак подценува, напротив треба соодветно да се вреднува и да се акцентира. Сите ние треба да инвестираме во сигурноста на граѓаните. Граѓаните треба да бидат сигурни дека она што беше ветено од страна на владата на Република Македонија ќе биде испорачано кон нив и сите ние треба да инвестираме во таа сигурност на граѓаните. Владата ќе го реализира ветувањето дадено во август и ќе ги обештети сите што беа зафатени од поплавите, додаде Ѓоргиев. Според него, првата транша би требало да се реализира до крајот на оваа недела. Денеска во Скопската касарна Илинден свечено беше отворено постојаното седиште на балканските медицински наменски сили, составени од припадници на армиите на 6 земји: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Словенија, а со подршка на Норвешка и САД. Овој круцијален регионален проект има за цел да изгради регионални медицински капацитети, кои ќе бидат способни да дадат брз одговор на широк спектар на кризни ситуации, како што се природните непогоди. Ова го нагласи министерот за одбрана Зоран Јолевски во своето обраќање пред неговите колеги, министри за одбрана. Овој проект е во духот на концептот паметна одбрана на НАТО алијансата, ќе ги подобри и оспособи националните медицински капацитети за работа во регионална мултинационална средина. Ги засилуваме капацитетите за поддршка на граѓаните на нашите земји, што е од исклучително значење. Важноста на овој проект ја потврдија и министрите за одбрана од останатите земји. Од утре во сите 30 подрачни служби на Фондот за здравствено осигурување осигурениците ќе можат директно од одговорните лица да се информираат за своите права, да представат некој проблем со добивање на право од здравствено осигурување. Исто така можат да додадат своји идеи и предлози кои се однесуваат на унапредување на работата на фондот. Отворените денови се дел од заложбите за информирани осигуреници, се наведува во соопштението на фондот. Од тому информираат дека овие средби ги доживуваат како можност за насоки за тоа на што да се обрне поголемо внимание, што треба да се подобри во работењето или пак да се поедностави како процедура. Средбите со осигурениците се начин да се согледа нивната перцепција за нашата работа, стои во соопштението на фондот. Седум лица ги загубија своите животи на Хаити во Доминиканската република во налетот на ураганот Метју. Бугарија ќе гради жичена ограда долга 100 километри долж границата со Грција. Ова се вестите од светот. Ураганот Метју, кој ја погоди Доминиканската република и Хаити, однесе 7 животи. Денеска се очекува да ја зафати и Куба. Американскиот центар за следење урагани предупреди дека жариштето на ураганот се движи кон источните делови на Куба, со брзина на ветрот од 220 км на час. Кубанските власти евакуираа над 300.000 граѓани од загрозените источни подрачја, а во земјата е прогласена и вонредна состојба. Ураганот Метју, кој е 4 степен според Сафир-Симпсоновата скала, предизвика смрт на најмалку 3 лица и голема материјална штета во Хаити. Југот од земјата е целосно отсечен. Училиштата ќе останат затворени до понеделник, но председателските и парламентарните избори, закажани за недела, не се откажани.
Ураганот се движи и кон Бахамите, пошто се очекува да се насочи кон САД. Властите во Јужна Каролина веќе спроведуваат евакуација на 1 милион жители. Вонредна состојба е прогласена и во одредени области во Џорџија и Северна Каролина, а се очекува истото да се случи и на Флорида. Во последните 10 години Метју се смета за најразорниот ураган во областа на Карибите. Во Бугарија утре официјално стартува новата гранична служба на Европската Унија. На свеченоста ќе присуствува и еврокомесарот за внатрешни работи Димитрис Аврамополус, соопшти Европската комисија. Се предвидува припадниците на новата служба да бидат распоредени на бугарско-турската граница. Главна задача на службата е да бидат обезбедени надворешните граници на Европската Унија во променливата ситуација поврзана со безбедноста и миграцијата. Формирањето на службата траеше околу 9 месеци од предлогот за нејзиното основање од Европскиот парламент и од Советот на ЕУ. Граничната служба ќе извршува постојана оценка на слабите места на надворешните граници. Таа ќе располага со постојан контингент од 1500 европски граничари, подготвени за брза реакција. Службите ќе учествуваат и во операции за екстрадиција на мигранти кои незаконски влегле во Европската Унија, како и на странци кои без дозвола престојуваат во Унијата. Во сабота во спортската сала Гемиџи во Велес ќе се одржи ММА турнирот во мешани борачки вештини. Турнирот ќе биде во чест на загинатите бранители од минатогодишните настани во Куманово. За останатите вести од спортот во продолжение. По пети пат во сабота во спортската сала Гемиџи во Велес ќе се одржи ММА турнирот во мешани боречки вештини. Турнирот ќе биде насловен Ноќ на вечните за секогаш со вас во чест на загинатите бранители од минатогодишните настани во Куманово. Покрај надпреварувачите од Македонија, учество ќе земат и надпреварувачи од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Организаторите, клубот за боречки вештини, будо најавуваат богата програма. Оваа година ќе имаме 9 борби, 9 професионални борби. Кратко ќе кажам, значи ќе траат по 5 минути, 2 рунди, по УФЦ правила, со тоа што нема да биде дозволен само лакт. Значи се останато ќе биде дозволено. Илија Андонов и Ристе Гашев се учесниците од Велес. За Гашев ова е прво надпреварување. Во тим бодов сум 4 години. Искусен противник имам од Босна. Се спремаме со тренерот Раде Стефановски повеќе од цело лето, 4-5 месеца. Спортската сала Гемиџи е подготвена за предстојниот настан и оваа година се очекува салата да биде исполнета до последното место. Ќе биде направена атмосферата онака како што наистина доликува за еден спектакл со одлична атмосфера. За оваа година за прв пат ќе биде ангажирано и посебна фирма која што ќе го обезбеди амбиентално осветлување и озвучување. Така да на Велешани можеме само да им ветиме една одлична атмосфера, една одличен спортски настан. Во сабота во 15 часот ќе започне официјалното мерење на тежината на надпреварувачите. Во 19 часот почнуваат борбите. Влезниците се пуштени во продажба и истите ќе чинат 150 денари. Времето денеска променливо облачно и свежо со повремен локален дожд. Највисоката дневна температура во Вардарскиот регион ќе се искачи до 19 степен. Слично време не очекува и во наредните денови. Деталите во продолжение.
Со информацијата за времето го завршуваме овој дневник. Пријатна!